Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е директорот на Центарот за управување со кризи, господинот Агрон Буџаку. Господине Буџаку, изминатиот период бевме сведоци на неколку поголеми пожари ширум земјава. Со оглед на тоа што допрва доаѓа летото, се очекуваат нови пожари, односно тука е и опасност од нивно појавување. Дали Центарот за управување со кризи има капацитет да се справи со такви предизвици? Како Центар за управување со кризи имаме одредена улога, би рекол, значајна во системот на превенција и на рано предупредување. А што се однесува до пожарите, тоа станува или се пожарите воопшто, или се изазивани од човечкиот фактор или од природни непогоди. Во овој случај се работи за еден период кај што имавме релативно сушен период и сува трева и така да човечкиот фактор традиционално кај нас во ова време припрема за насади и така натаму во нашата, за жал, ниска свест се палат овие усеви од минатата година и тоа проузрокува пожари. Нашиот систем на Центарот за управување со кризи е да ги спречи, да ги предупредува сите значајни актори во ова. За тоа имавме голема помош од системот кој е веб-базиран, така наречениот МакФИС. Тоа е веб-базиран систем каде што имаат пристапи граѓаните кој ги лоцира сите места кај што може да дојде до пожар и моменталните услови што се однесува до климата, до количината на врнежи и така натаму, што влијаат на опасноста на самите пожари и на опасноста од избивање пожар. Иначе достапноста на МакФИС системот, на веб-базираниот, прво е кај граѓаните, а второ е кај сите институции, актери или надлежни секој во својата област за спречување и за гасење на пожарите. Каква е координацијата на Центарот со другите институции, со владата, па и со локалната самоуправа во случај на елементарни непогоди? Дали очекувате некакви проблеми конкретно со локалната самоуправа, ако се земе предвид дека веројатно ќе се одложат локалните избори, а со тоа и мандатот на градоначалниците ќе престане? Тоа е и главна задача за тоа зашто е и Центарот надлежен. Значи, ние сме мандатирани со закон да координираме со сите активности и со сите институции од системот, така наречен систем за управување со кризи, кој со цел за заштита на здравјето, иметот и добробитта на граѓаните на Република Македонија. Во тој однос би сакал да напоменам моето, што јас сум повторно директор именуван при крај на октомври минатата година, малку, не многу, него прилично разочаран од еволуцијата на Центарот, што јас сметам е многу значајно тело, кое имено координира со сите актери, институции на централно и на локално ниво за справување со кризи и за заштита на здравјето и доброто на граѓаните. Во тој однос, верувал или не, тоа е кога 2005 бев директор, беше 170 милиони денари буџетот, кога тој до сега пак е 143 милиони номинално. Значи тоа е скоро со инфлација и со друго пола буџет и од тогаш се 90% оди на плати. Значи ние фактично имаме многу важна задача, но системот или владата или за овие години не финансира доволно. Што се однесува до локалните, веќе имаме воспоставени такви односи во овие 12 години, што практично како би што би требало да биде. Јас би давам пример на Белгија, каде што година и пол немаше влада, но се функционираше, пошто тоа правна држава. Додека тука, за жал, се зависи од политиката и сите очи се вперени кон политичарите,
функционира? Па можам да кажам дека сепак функционира ова институција и јас се обидов да што помалку има влијание на министрите и на владата во нешто што е наша надлежност, затоа што секој дуализам, секој земање на право или на нешто што не припаѓа на некому, само ја комплицира ситуацијата. А секоја комплицирање на ситуацијата во една институција која треба да се грижи за безбедноста, здравјето и сигурноста на граѓаните е многу опасна работа и секој дуализам може само да ја усложни ситуацијата во случај на пожар, на поплава, и така натаму. Пролетта е исто така време кога се чистат каналите и кога се случуваат поројни дождови. Дали ваши екипи вршат проверки на терен и се правили нешто како превенција за да се избегнат негативните последици, евентуално доколку ги има? Поставени се механизми. Например, владата секоја година одлучува да се работи на расчистување на каналите и за тоа е надлежно Министерство за земјоделие, Управа за хидрометеоролошки, значи сето тоа е поставено во системот. Нашата задача, пошто ние како центар одржуваме секоја година состаноци, координација, наше да координираме, додека други институции се тие што директно работат на теренот со конкретни задачи и за тоа сега кога се работи за тие големи поројни дождови, ние имаме статистики, секојдневно добиваме и ги диспрезираме и ги информираме сите релевантни институции, почнувајќи од председателот на државата па се до министерства разни, за ситуацијата со водостој, со водотек, со температурите, со прогнозите на хидрометеоролошки закон. Тоа е наша и законска задача, секој утро ги известиме и следиме, тоа можат и граѓаните на веб, има доволно информации за рано предупредување, за тоа како да се справиме со одредена ситуација, кога се работи на лето за летни температури и така натаму. Кога се случи некако се добива впечаток во јавноста дека не сме доволно подготвени, дека не се реагира навремено. Па мислим сега Македонија е држава со ограничени ресурси, тоа мораме да признаеме. Во тек сме на формирање на институции на системот и на правна држава, која за жал транзицијата трае предолго, а ние се правиме од наша страна, но сепак други се тие кои треба да прво да дават буџет, па прво да ги решат задачите на терен. Европа стравува од нов бегалско-мигрантски бран, особено ако се остварат заканите на Турција, дека ќе го раскине договорот со Европската Унија и нема да ги задржува. Од друга страна, тоа подразбира дека и Македонија би се соочила со еден таков бран. Дали со оглед на искуството од порано очекувате дека ќе бидеме поподготвени доколку ни се случи таков бран? Ние сме декларирани транзитна земја, што значи дека ние не примаме бегалци како, например, Германија или Шведска, затоа што и на крајната тие нивната цел е да стигнат до Германија, ние и така сме транзитна, но во овој случај проблемите што можат да настанат од наплив на голем број кој може да се смета и како безбедносен проблем, како здравствен проблем, луѓе може да се разболат, имат друг имунолошки систем, може за жал да се инфилтрираат и таа опасност имаме предвид на разни терористички личности и организации и така да ние тоа сме спремни и со помош на меѓународна заедница, првенствено Обединетите нации, системот на UNDP, UNHCR, IOM сега има присутни тука и со големо залагање што се за секоја пофалба и невладините организации кои се присутни да помогнат на бегалците. Ние се справивме, се справуваме и се надевам дека ќе се справиме во иднина во случај на помасовен екзодус на бегалците.
Господине Буџаку, со оглед на вашето големо политичко па и дипломатско искуство, како гледате на актуелната политичка криза во Македонија? На некој начин е разбиливо дека земјите, малите земји во транзиција и новите држави, како што е формално независна Македонија, имаат проблеми во раѓањето и во растењето, да кажеме, во еволуција на државата, но заради многу околности и заради начин на владење дојдовме до ова ситуација што сме денеска. Значи, за жал, уште има поединци од поедини политички партии кои не се подготвени за да ги прават потребните чекори или насочените и сугерирани од Европска унија, НАТО и Соединените американски држави во правец на воспоставување на правна држава, на владење на правата и на интегрирање на Македонија во Европска унија и НАТО. Господине Буџаку, ви благодарам за разговорот. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.